Од нова година околу 8.000 домаќинства од истокот се во опасност во своите куќи да станат кираџии. Тие досега ја завршиле постапката за легализација на домовите, но не покажале интерес за откуп на земјиштето под нив. Рокот за откуп на земјиштето ќе тече и натаму, меѓутоа, оние што нема да ги откупат земјиштата под легализирани објекти и дворните места, од 1.1.2015 година ќе плаќаат закупнина за земјиштето на Република Македонија. Идентично слаб е интересот за откуп на дворните места. Од месец јануари 2014 година до денес до општина Штип се иницирани 142 барања, од кои 124 се уважени и со позитивно мислење од државното правобранителство се завршени со солемнизација на истите пред надлежен нотар на подрачјето на општина Штип, а останатите 18 предмети се во постапка. Слабиот интерес првенствено е резултат на неинформираноста на луѓето. Немам поима ја, не сум ни прешал. Па не сум ни чул. Што како е? Не сум го купил. Тоа е на државно место со сите тие таму околу мене што се. Никој не го е платил местото. Има некој платено, некој не се уште. Но и на немањето пари, сите трошоци околу откупот да се покријат. Абе, буџетот го, како не го третува кога нема човек никакви примања? Треба да имаш примања, па тогај. А шом нема примања, не можеш да живееш. За откуп на државно земјиште под објект, сопствениците на куќи ги треба да платат по 61 денар за квадрат, додека оние на фирми 438 денари. Тоа значи дека ако некој има куќа со површина од 60 метри квадратни и двор од 100 метри квадратни, за нивен откуп ќе треба да плати 160 евра. Колку ќе чини киријата доколку откупот не се заврши, засега не е утврдено.